Сојузот на синдикати на Македонија на 2 април ќе протестира пред институциите бидејќи владата според нив донесена законска одлука за утврдување на покачувањето на минималната плата во висина од 1812 денари. Според првиот човек на синдикатот Слободан Трендафилов, во законот за минимална плата јасно стои како се носи одлуката и дека не е точно она што го кажа заменик министерот за економија и труд Маријан Ристевски. Но законот што предвидува? Став 5 од член 4 на Законот за минимална плата вели министерот за труд и социјална политика по претходно мислење на економско-социјалниот совет ја објавува висината на минималната бруто плата усогласена согласно ставот 1. Да, апсолутно е законска и сметам дека понатаму е оставен простор во тој диалог социјален каде што е трипартитен, владата, работодавачите и синдикатите, доколку се договорат овие репрезентативни синдикати, ние тоа да го испочитуваме како влада. Синдикатот најави дека во вторник седницата на проширеното раководство на ССМ ќе почне во 12 часот и 5 минути. Гласањето ќе се случи пред владата, а ќе се протестира и пред други институции. Трендафилов со остар напад врз пратениците дека со земениот двонеделен одмор дозволуваат им да не се расправа за нивното барање за минимална плата зголемена за 6000 денари, им да не се смени законот во кој се уште стои дека минималецот го пропишува министер за труд и социјална политика, нешто што во реалноста не постои. Денеска е последниот работен ден кога можеа да го направат тоа и за жал не го направија тоа бидејќи пратениците кои имаат право на трошоци за превоз, кои имаат ефтино бифе, кои имаат 79% веќе зголемени плати, тие одлучија да не работат, односно со тоа и да работат на штета на работниците. Неменувањето на законот за минимална плата и не давањето на надлежност на министерот за економија и труд согласно закон да може да објави минималната плата. Инаку оваа какофонија околу законското согласување на минималната плата се појави откако владата ги повлече членовите на Комисијата за утврдување на репрезентативноста на членовите на СС. Па пред 10 дена назначи нови, пошто дури од денеска оваа комисија почна со постапката да утврдува кој синдикат може да биде дел од Советот. Во моментов СС е нефункционален, поради тоа една од трите страни што нема представник. ССМ обвини дека продолжуваат притисоците од владата и од ВМРО ДПМН врз нивните членови за да го напуштат синдикатот.